Прашање до почитуваните професори. Как ще го дефинирате искането на Александар Вучич целият Балкан да влезе на куп в Европейския съюз? Дали това я държи Македония извън от Европейския съюз и кога? Има се предвид влиянието на Вучич. Може би сте запознати с това негово изказване. Знаете како, тоа не е идеја на Вучич. Некој од Европската унија пред едно месец и една недела, може би така, имаше една изјава која Политико ја пренесе. Не знам дали сте ја забележале, токму по истото прашање дали би било решение доколку целиот Балкан влезе во Европската унија така како што е. И потоа Вучич, бидејќи знае дека кај него тоа не се пренесува во Србија, за да испадне паметен пред јавноста српска, бидејќи се подготвуваше да не оди на самитот на Европа и Балкан во Брисел сега од 17 декември што беше, излезе со еден таков предлог, еве јас ќе им предложам и на крајот што изјави самиот, вели ме сослушаа како пристојни луѓе и толку. А зошто на друг начин да постапи Европа? Имаше една дискусија таква во Европа, значи прво тоа да го објасниме, имаше една таква дискусија во Европа за прием на сите балкански држави по урнекот, ако се сеќавате на оној момент Грција, Шпанија и Португалија 80-82 како беше сите топтан во Европска унија, но теоријата на Европската унија беше тие излегоа од автократизам, влегоа во демократија, дајте преку членство во Европската економска заедница во тој период да им помогнеме да се демократизираат и економски да засилат. Ние на Балканот имаме друг проблем. Ние не излеговме сега од автократија, ние влеговме во автократија. И Вучич после 12-13 години власт во Србија и после цела година протести сака да не убеди дека тој е демократа и дека тој ќе се смени ако влезе во Европска унија. Јас ви гарантирам дека по примерот на Орбан уште повеќе ќе ја обструира Европската унија. Замислете, ние и така како партнери Македонија и Бугарија во НАТО не е видливо тоа помеѓу обичните луѓе, ама ја сум убеден дека е видливо во меѓудржавните односи, го знам тоа, го гледам, сме во тензија, сосема непотребна тензија. Замислете што би се случувало во Европската унија доколку бидеме заедно. Значи, ние мора да решиме некои работи. Прво мора сами себе си да се решиме. Балканот мора да биде, како да кажам, исчистен од митологијата, од живеењето во 19-тиот и 20-тиот век. Вие треба една Босна да ја кренете на нозе. Треба да имате устав там. Треба да се реши состојбата со... Буквално Босна е скоро нефункционална држава. Вие треба Македонија да ја демократизирате. Треба Србија да ја демократизирате. Но најмногу од се треба да се врати демократијата во Европската унија. Така што, Спасо, тоа што го прашува, краток еден одговор за тебе, Спасо, е дека Вучич блефира и глуми геополитика и многу значаен политичар во Европа, а никој не го става во програмата, и тоа беше наменето за неговата внатрешни потреби во Србија. Сега, ова баш не ти го разбирам, да влезе во Европска унија на сите земји страни, дали тоа ја држи Македонија надвор од ЕУ и до кога? Па, ако ја држи Вучич надвор Македонија, ќе ја држи се додека му се добри односите со Мицкоски, односно, ајде да не употребам некој збор кој е многу тежок, можеби Ѓорги во некоја друга прилика ќе зборуваме за внатре политичките односи во Македонија. Аз напълно се съгласявам с тази гледна точка, защото наистина би било добре това, което наричат Западните Балкани, да
влезе бързо и по възможност заедно в Европейския съюз, само че ако това се случи, да отправим един въпрос към господин Вучич, който е инициатор на тази идея. Ако това се случи, Косово и Сърбия ще бъдат страни членки на Европейската уния, на Европейския съюз, а Сърбия ще пречи на Косово да стане член на Обединените нации, както и сега пречи, и ще има с Косово напрегнати отношения, свързани с признаване, непризнаване и така нататък. Всички може би си спомняме, че когато ставаше дума за членство както в НАТО, така и в Европейския съюз в края на 90-те, началото на нашия век, първото условие, което поставяха от Брюксел, беше условието да се сключат договори между съседите за проблемите, които са наследени, те да разрешат своите проблеми преди да влязат, за да не ги внесат тези проблеми в Европейския съюз или в НАТО. Тоест, това е една пропагандна фраза, с която се прикриват тези факти, за които професор Андонов много добре ги формулира и ги изясни.